Буџет и пензии нераскинливо поврзани. Годинава над 800 милиони евра од државната каса ќе се префрлаат во пиом за навремено исплаќање на пензиите. Дали во наредната година овој трансфер ќе се зголеми на над 1 милиарда евра за да се покрие планираниот расход во пензискиот фонд од 2 милиарди и 300 милиони евра. Во овој издание на Трен гостин директорот на ПИОМ Никола Мемов. Господин Мемов, ќе има ли зголемување на пензиите? Од кога и за колку? Кога станува збор за пензискиот систем во Република Македонија, многу е битно да бидеме прецизни. Во вашата најава спомнавте трансфери од државата над 800 милиони евра за исплата на пензиите. Овде мора да допрецизираме на што се однесуваат овие трансфери што се прават од државата кон пензискиот фонд. Вкупно за 2025 година планирани се исплати на трансфери од 53 милиарди денари, или преведено во евра, тоа се отприлика околу 862 милиони евра. И тие транзициони трошоци, односно трансфери од владата кон ПИОМ не се однесуваат само на исплата на пензиите, туку се однесуваат исплата на здравственото осигурување на пензионерите и за транзициони трошоци кон вториот столб. Така да буџетскиот дефицит во ПИОМ, односно во државата, се однесува на овие три основни компоненти. Дали ќе има зголемување на пензиите? Да, ќе има согласно законот што беше донесен оваа година. Во март месец 2026 година предвидено е зголемување на пензиите од 1000 денари и исто така законското усогласување кој што треба да се направи во септември месец 2026, кој што исто така е предвиден помеѓу 3 и 5%. Повторно линеарно на сите исто, тоа може да биде популистички индикатор. Дали тоа е своевидно навестување за можни предвремени парламентарни избори? Што значи линеарно зголемување или усогласување на пензиите? Практично оваа мерка владата ја донесе на барање на пензионерите. Вкупниот буџет за усогласувањето на пензиите практично е ист. Разликата е во тоа што сите добиваат линеарно, а практично проекцијата на буџетот за 2025 година за усогласувањето беше проектирана на 4%. Вкупниот буџет е ист што се подели кај пензионерите во висина од 1000 денари на секој пензионер линеарно, и тој се однесува заради усогласување, односно заради ублажување на ценовните шокови, инфлацијата, зголемувањето на платите. Добро, кога велите за ублажување на ценовните шокови и зголемување или растот на цените, животниот стандард, сметате дека е доволно зголемување на пензии од 1000 денари, од 2000 денари? Само да ве потсетам, зголемувањето на пензиите од септември месец 2024 година на два пати, во септември и во март 25 беше по 2500 денари. А знаете за колку посто се зголемени цените на производите? Купното зголемување на пензиите е во процентот 25%. Од друга страна, усогласувањето на пензиите е на ниво од помеѓу 4 и 5%. Што значи ова? Ова значи дека во Македонија ние имаме социјално солидарен систем. Разликите, ова е сега мое лично размислување, морам да истакнам, разликите кај пензионерите, кој колку уплаќал како придонес по основ на работниот стаж, разликите во уплатите завршуваат со денот на изготвување на решението за пензија. Вие сте уплаќале повеќе, имате поголема пензија на денот на пензионирањето, јас сум уплаќал помалку во фондот, имам помала пензија. Ова зголемување на пензиите, односно усогласувањето, се однесува на намалување на ценовниот шок, разликите во платите, инфлацијата. Што значи тоа? Инфлацијата или зголемувањето на цените се исти и за вас, и за нас, и за мене. Така да животниот стандард поскапува
за сите пензионери подеднакво. Разликите остануваат во денот на изготвувањето на решењето. И за тоа се за пензија. И овој концепт можам да слободно да кажам дека е исправен и праведен. Затоа што концептот на пензискиот систем во Македонија е социјално солидарен. Во каква финансиска кондиција е ПИОМ денеска? Дел од упатените велат дека ако вака продолжи дека пензии нема да има. Тоа не е точно. Исплатата на пензиите ја гарантира владата. Значи, за 2026 година предвиден е буџет во Фондот за пензиско и инвалидско осигурување од 152 или 153 милиарди денари. Тоа е скоро половина од вкупните приходи што ги има државата во буџетот за 2026 година. Кога викам владата ја гарантира исплатата на пензијата, владата го гарантира и ја гарантира исплатата на покачените пензии наредната година ќе бидат во март месец со вкупна вредност од 7.000 денари секој месец. И за исплата на овие пензии владата за следната година определува 63 милиарди денари трансфери, за да може редовно да се исплаќаат и пензиите, да се исплаќа редовно здравственото осигурување на пензионерите и трансферите кон вториот столб. Само ако дозволите, во бројки што значи ова? За исплата на пензии во следната година ќе се потрошат околу 117 милиарди денари. Планираните приходи по основ на придонеси, основни извори на приходи што ги има фондот на ПИОМ се 87 милиарди. Значи за исплата на пензии недостасуваат околу 30 милиарди денари. За зголемување, практично вториот столб ќе се издвојат околу 19 милиарди денари. Што значи ова? Ова значи дека од приходите од 18,8% што сите осигуреници плаќаат за пензиско осигурување, 1/3 оди во вториот столб. Владата овозможува преку покривање на дефицитот во моментов да се акумулираат средства во вториот столб. И тамо нашите осигуреници, граѓаните имаат акумулирано околу 3 милиарди евра на своите лични сметки. Сите ние што сме осигуреници и членови на вториот столб. Тие се околу 650.000 осигуреници во Македонија. И овозможуваме со овие 63 милиарди денари здравствено осигурување на пензионерите во висина од 15 милиарди денари. Велите владата гарантира, меѓутоа владата се задолжува надвор за потоа да ви обезбеди средства, во ПИОМ за исплата на пензии. Апсолутно не е точно тоа. Значи, владата од својот буџет ги исплаќа овие средства, како трансфери во Фондот за пензиско и инвалидско осигурување, а осигурениците, сегашните осигуреници, преку плаќање на придонесите, ги обезбедуваат овие 87 милиарди денари. Само уште еден податок за вашите гледачи ќе дадеме, дека зголемувањето на пензиите од 7.000 денари месечно, државата, за да може да ги исплати овие средства, издвојува повеќе од 464 милиони евра на годишно ниво. Вклучително и последниот квартал, каде што ќе се предвиди усогласувањето во септември месец за пензиите, практично државата го субвенционира овој дефицит од 30 милиарди денари или 500 милиони евра, повеќе пари кај пензионерите, кои што тие средства секако ќе се вратат во економијата. Добро, господин Мемов, ако продолжи овој тренд, нели се поништуваат основите за одредување на пензискиот основ, стаж, плати? Дали тука не станува збор за двојни аршини? Не е така. Значи, основни параметри, фактори врз кои што се пресметува висината на пензијата, точно е дека е висината на стажот и просечната нето плата што осигурениците ја земаат во својот работен век. Исто така, како фактор може да се земе да влие и висината на придонесите што секој од нас ги има уплаќано во фондот. Ако сакате да знаете на кој начин може да се стабилизира финансиски фондот за пензиско и инвалидско осигурување, тука мора да се земе во предвид два фактора.
Едниот фактор е државата мора да обезбеди стабилен економски раст и отворање на нови работни места, затоа што државата почива на 5 основни столбови. Политички систем, каде што е цела државна управа, правосуден систем и така натаму, економски систем, бизнис, реален бизнис сектор, заедници и така натаму, безбедносен систем, каде што влегуваат војска и полиција, здравствениот систем кој што ги опфаќа целото население и пензискиот систем кој што опфаќа 2/3 од населението и скоро половина од буџетот што ги уплаќаме ние како осигуреници внатре во буџетот. Мора да се гледа големата слика. Големата слика вика не може да се стабилизира еден од овие фондови, еден од овие столбови ако не се гледа, ако без да има влијание еден помеѓу друг. Поврзани се. Стабилизацијата на пензискиот систем значи стабилизација и на здравствен систем, значи стабилизација на економски систем. Не можете вие да зголемете придонеси за пензиско осигурување без соработка со бизнис заедницата и со стопанските комори. Дали ова значи дека во краток рок или во скора иднина не може да се очекува стабилизација на ПИОМ? Ние во ПИОМ сега го етаблираме одсекот за актуарство, каде што со помош и соработка на Светска банка ќе ги направиме сите математички модели околу одржливоста на пензискиот систем на долг рок. Ова значи дека следната година ПИОМ ќе излезе со сериозна анализа до владата со насоките во каква ситуација се наоѓа во моментот и кои се перспективите на овој бизнис модел, односно дали тој е одржлив на долг рок. Во каква состојба во моментот се наоѓа ПИОМ? Ако ви кажам дека фондот за пензиско инвалидско осигурување нема ниту една неплатена фактура кон економските добавувачи, ќе ви кажам дека исплатата на пензиите оди тековно на секој први месец, значи финансиската кондиција на фондот за пензиско инвалидско осигурување е во одлична состојба. Гледате тренинг, гостин во емисијата Никола Мемов, директор на Пензискиот фонд. Господин Мемов, што станува со правото на пензионерите за дополнителна работа? Се размислува за дополнителна работа на пензионерите. Работодавачите се расположени да ангажираат пензионери кои што се од различни профили, а дефицитарен кадар. Сега, ова не значи законот овозможува за професорите и за докторите до 67 години да работат, меѓутоа ова повеќе е насочено кон приватниот сектор. И работодавачите се расположени ова да го финансираат, значи пензионерите да добиваат дополнителна плата, на таа плата да бидат плаќани придонеси кои што ќе дојдат на некоја си заедничка сметка во фондот за пензиско, без да имаат било какво влијание понатаму на висината на пензијата, пошто придонесите се уплаќаат на лична сметка, на лично име. Дали ПИОМ е легло за партиски кадри? Ако ви кажам дека од 5 советници на директорот, кои што се на ниво на државни советници, 4 од нив се декларирани поддржувачи на ДУИ. Во изминатиот период, кога дојдов минатата година во септември месец, наследив една ситуација каде што имавме дисбаланс на вработените во филијалите низ Македонија. Како пример ќе ви дадам Тетово, филијалата Тетово, во моментот имаме 55 вработени, што значи 100% пополнетост на работните места по основ на систематизацијата. Слична е ситуацијата во Гостивар, Куманово, Девар, Струга, а за разлика од нив во Прилеп, Битола, Струмица, Кавадарци, Штип и така натаму имавме по 5 до 6 вработени, каде што беше доведен во минимум административни работници за да се остварува работниот процес. Јас би прашал што мислите од која провиниенција се, ако земете во предвид дека 20 години ДУИ управуваше со ПИОМ? Апсолутно да. Господин Мемов, вие сте потпарол на партијата. Знам се истрчавте или со онаа изјава веднаш по изборите
ги искритикувавте вашите партнери, вреди дека не допринеле во поддршката на Орце Георгиевски за градоначалник на Скопје, за потоа да ретерирате, веројатно лидерот ве искара? Ви благодарам на ова прашање. Значи, станува збор за личен став. Тогаш јас го искашав тој став, лично од моје име, не беше тоа став на партијата, иако јас сум портпарол. Интенцијата, прво не станува збор за никакво ретерирање на ставовите. Второ, имаме исклучително... Кога велите дека не станува збор за никакво ретерирање, дали и денеска го делите мислењето дека вреди не е конструктивен партнер во владината коалиција? Не е точно тоа. Значи, спинува на вие информацијата или тезата. Станува збор... Добро, често се критикувате во јавноста дека не ви се најдобри односите во коалицијата, односно меѓу партнерите. Меѓу вас и вреди пред се. Знам, има конзистентни национални политики во државата и во владата. Тоа број 1. Број 2, имаме исклучителна соработка помеѓу владените партнери. Таа соработка се покажа за време на локалните избори, каде што дадовме взаемна поддршка секој партнер во соодветна општина каде што можеше да помогне. Пример за тоа ни е Куманово. Учинокот на Знам, на Вреди и на ВМРО ДПМН на последните локални избори значеше убедлива победа на владините партнери на овие избори. Соработката со Вреди ние... Убедлива победа на ВМРО ДПМН, но не и ваша, како Знам говорам. Пак ви е погрешна констатацијата. Знам на овие избори ги постигна политичките зацртани цели што ги имаше пред изборите. Што значи тоа? Тоа значеше победа во Куманово, тоа значеше помеѓу 35 и 40 илјади гласови на локалните избори во Република Македонија да ги имаме, советнички места во над 45 општини и стабилизација на своето гласачко тело. Од друга страна, учинокот на Знам на овие избори, поточно посебно во вториот круг на изборите, значеше со нашата поддршка значеше победа на градоначалниците кои што ние ги поддржавме од страна на ВМРО ДПМН во повеќе од 10 општини, а како издвоен градоначалник е градоначалникот на општина Карпаш. Така да, секој од владините партнери го даде својот учинок во вкупната победа на владините партнери. ВМРО ДПМН ги поддржаа кандидатите на Вреди во Западна Македонија, Вреди и ВМРО ДПМН ги поддржа кандидатите на Знам во Куманово и во Центар, а Знам ги поддржа сите кандидати, тамо кај што немаше кандидатите на ВМРО ДПМН и кандидатите на Вреди. Учинокот е на сите коалициони партнери, односно владени партнери, подеднакво битен. И практично мојата изјава, лична, беше да се актуализира ова прашање. Не беше насочено воопшто кон никој против. И само уште на крајот би додал. Кога зборуваме, во јавноста непотребно се пласира перцепцијата дека има некаков интерен конфликт помеѓу Знам и Вреди и дека на Знам се препишува некаков предзнак на албанофобство. Само ќе ви дадам два примери. Шефот на кабинет, на директорот на ПИОМ и шефот на кабинет, на градоначалникот на Куманово се албанци. Наведете ми еден шеф на кабинет на албански политичар во последните 30 години, каде што шефот на кабинет, најдоверливиот човек, десната рака на функционерот, бил од македонска провинија. Зошто давате етнички предзнак? Заради перцепцијата што се ствара во јавноста дека ние сме против албанците или не знам што. Апсолутно не постои такво нешто. Господин Мемов, благодарам за издвоеното време. Ви благодарам на поканата.